Македонија тешко ќе диша оваа седмица со температури од над 40 степени. Пред нас е портокалова фаза со пиколни горештини, што представуваат сериозна закана по здравјето на луѓето. Екстремната жештина зголеми работата на итната медицинска помош. Изминатиот викенд најмногу интервенции имало за сообраќајни незгоди, тахикардии и колапси, велат лекарите. Според нив, дехидрирањето и прегревањето на телото се главните причини поради кои граѓаните колабираат на јавни површини. Најранливи се постарите луѓе, хронично болните и децата. Во текот на оваа наредна недела дефинитивно очекуваме зголемување драстично на бројот на интервенции и јавувања. Веќе го забележуваме истото од утрово, значи граѓаните веќе се жалат на некои симптоми кои што можеме да ги поврземе со зголемувањето на температурите. Така што јас повторно би апелирала до граѓаните да ги почитуваме мерките на предпазливост, значи да се практикува добра хидратација, внесување на минимум 2 литра на течности во текот на денот, избегнување на критичните часови измеѓу 11 часот и 17 часот попладне, каде што температурите се највисоки, но и UV зраците се најизразени, па секако и нивното штетно влијание може да се забележи. Жештината представува проблеми во секојдневното функционирање. Граѓаните, особено повозрастните, се внимателни. Препораки зависи према организмот на човекот, како трпи, колку трпи, некој му прија топлото време, на некој му прија поладно, така да мене не ми прави проблем. Сега кога одам теренски негде повеќе си носам и водичка со мене и тоа е тоа. Ги почитувам, затоа се седам дома. Инаку топло ужасно. Седам дома како? Се седи дома. Топло е време, кој иде надвор, иде инаку дома седи. Според метеоалармот, жешкото време ќе се задржи и во наредните денови. Најтопло ќе биде во текот на утрешниот ден и во петок и најтопли региони би биле Скопскиот, Вардарскиот и југоисточниот регион, кога дневната температура ќе го достигне и 42 степен. Синоптичарите велат дека африканскиот топлотен бран во земјава ќе се задржи до средината на идната недела, кога ќе имаме благ пат на температурите.